лажам, името ми е Кога ќе се мажиш. Последниве 3 години веќе. Таман ќе влезам, здраво, кога ќе се мажиш? Добра сум, вие? Тематиката на денешното дружење, вие што сакаат жените? Можам да ви кажам што сакаат мажите. Секс. Кој ќе прашаат жена што сакаат жените, а како мислиш? Во која смисла? Биди подетална, дефинирај. Денеска влегов во продавница и продавачот таму ми вика: добро утро, што сака оваа млада дама? Оваа млада дама сака мокен маж, добро вино и јак секс. Иначе влегов по лип. Звони празен простор, ја... Пред некое време, од притисокот дека треба да се мажам, почнав да читам по магазини делови за совети како да се омажиш. Биди упорна. Никаде не пишуваше дека ќе те доведе тоа до забрана за приближување. Па ми се јави дечкото со кој се гледав, вика: ти си бре ненормална. Кам зашто? Како можеш бре, вика, да трчаш по мене? Па зашто бегаш? Застани да направиме муабет. Па ти, вика, ми звониш на мене по 500 пати и па не се јавуваш. Јави се, ќе престанам да ти звонам. Најголемото објаснување на мајка ми дека не сум мажена заради тоа што не чистам. Ја верувам дека тоа го прави мојот имунитет. Немам настинато, немам фатано ништо од овие бактерии, вируси, настинки. Може ги ширам, али да ги фаќам не. Имаше грабеж кај мене во зграда пред некое време и комшикиваците се собрале на купче и такви: леле, опасно, кај кој влезе си, у кој стан влезе си? И јас стојам и таму и вика една: кај тебе комшики влезе ли? Имаш да приметиш. Појма немам дали влегле. Секој ден ми е растурено. Ја имам некоја идеја дека они кои имаат влезено кај мене у стан, влегле и овој му вика едниот на другиот: брат, да не бевме веќе тука? И почнуваат да се уредуваат, за да може да најде кој шо каде. Мислам, дај, брат, ќе ги здиплиме алиштава, од јас стварно не знам шо има, како има у собава. Тоа е едно објаснување. Ама па од друга страна имам еден другар што сега скоро направи свадба и он доаѓа таков целиот срцка, вика: мене, вика, жена ми која ми беше девојка, многу беше друга, многу се менјате, вика, у брак. Кам зошто? Прво, вика, уста не отвараше. Ке седнеме, вика, и ќути. Се ли окей, злато? Шо ќе јадеш? Вода. Сега, вика, од како сме заедно, вика, у брак, јаде вешалица, шарска, плескавица, 10 кебапи, топло, ладна палачинка. Уста не затвара. Пие, вика, цело време пие. Повеќе од мене. Кам, другару мој златен, мидер не носи веќе. Не знам, повеќето сте згодни и слаби, тука не знам дали знаете што е мидер. Али ја, кога носев мидери, кога го соблеков од дневна, излезе дечко ми вика: бенкичката, бартучитката ти за бебето си оставила. Не е бенкичката. Тоа е направа што ја облакаш, не дишеш, седиш на стол, ама градите ти изгледаат поголеми. Тоа што тука стегаш горе излага. Решив дека ќе почнам да живеам здраво. И на крајот сватив дека единствениот период кога можам да јадам здраво е тие 2 недели пред плата. Немаш избор. На диета си? Аха. Ти чекаш да ти стигне платата. Има многу мистерии за тоа што сакаат жените, ама едната од нив, барем за мене, ја многу би сакала да научам да возам добро кола. И да немам потреба секогаш да викам маж со мене у кола, за да памти кај ја паркирам колата. 15 минути со другарките баравме кола, низ цел паркинг, голем бил паркингот, низ сите блокови и на крај не текна дека доевме пешки. Маж за кола ти треба исто и за паркирање.
Оти ти си спремна, имаш самодоверба од тебе, ти си жена, ти можеш све, викаш, тука ќе ме собере, можам да влезам тука, можам. Мора да искочиме се од кола. Го користите гепекот. Се крстите околу вашиот паркиран што имате направено. Јас, кога научив да кога полагав за кола и нели делот со менување на брзини, кога ми рече смени од трета брзина, го фатив за колено. Одма ме пушти. Ама имаше една добра шега, вози плавуша со кола и ој поминува нервозен, вика, да, ти си ти нормална, да те вакво тој што ти даде возачка. А што мислиш, не ме? Не си шегувам сам, јас само за колено го фатив, не бев депилирана. Жена е многу интересна заради тоа што се депилираш, така? Таа ти го става волсокот и ти си викаш, дај да вреди вечер во водењето љубов толку колку што ме боли. Ама ја трпиш болката. Го пцуеш, тој за кој се депилираш, кој го измисли ова, зашто го измисли ова, она ќе ти рече депилаторката, сврти се од позадите, викаш, секако нема приближување таму. Ама најинтересно е дека ти ја трпиш цела таа болка од депилирање, немаш никаков проблем, ако ќе искочи пајак у кујна, пајак! Бегаш. Имаме многу тежок проблем ние жените со изборот на влегуваш во продавница, имаш еден куп производи. Единственото нешто што сакаш да го направиш е да најдеш добар креон за цртање на веѓи, кај што веѓата во 2 часот на полнок нема да се избришат сликата. Затоа што имам некоја визија дека замисля да дојдат во земјани и да окупираат земјата и вика дај да видиме овие луѓе што прават, што има, како има и отвараат и вртат слики. Прво се чуди си вика овие сите се издеформирани од тело. Оти имаш поза ме боли грбот. Имаш поза ми се оди по веце. Имаш поза стомакот. Имаш поза со устите. И на крај гледа некоја слика кај што другарка ти ставила слика од тебе и те тагнала, ти немаш 2 веги. Затоа што претпоставувам си земала шамивче да се избришеш, не сакај ги си ги избришала и вегите. И во замјаниот во гледа тој вика, brother, she look like us. Никој веќе бил тука. И ја отвора апликацијата Бумеранг. Има што да види, како со тикови, како да не се окей. Ода. Ја имам другарка што толку користи Бумеранг, што она веќе не јаде нормално, она го враќа јадењето по 2 пати у чинијата. Ало викам, девојче, уреду е. А баба ми од друга страна, баба ми дека и се тресе раката, ја користам природно Бумеранг да ми прави. Она додека да ме слика, вака сум целата емоција и движење. Исто како айфониве што прават ваква мрдање на фотографијата, па забрзување, па успорување, баба ми исто. Она ми е iPhone апгрейд без пари. Многу си ја сакам баба ми. И она успева у животот секој мој успех да го направи, како да кажам, бабо, напишав книга, а кога ќе се мажиш? Е битна книгата, кога ќе се мажиш? Ама една работа научив од неа, дека денешниве жени, ние современите домакинки, премногу се притрасуваме на децава. Значи, баба ми и се тресе рацете од поводот таму и она, знаеш како го чуваше внук ми? Ќе го седне на едно столче и почнува да го храни и се тресе ракава. Пола ќе падне на земја, ќе види дали ја гледа некој, ќе собере од земја таа коста. Внук ми нема настината. Топ е. И по дома не чистиме. Колективно сите. Значи, има луѓе, например, ќе им задзвони некој на врата, човече, они се возбудени, гости! Трчаат и да отварат. Ние кој ќе задзвони некој на врата, сме брза единица за предалување. Гаси струја, седнувај на земја, тишина, гаси телевизор, телефоните на сајлент! Кој викне гости? Кој викне гости? Ама една работа во животот никогаш нема да ја заборавам. Ако веќе по дома или гости не примам,
Многу ме нервираат жени кои многу чистат по дома и ќе отидам на нив на гости. Отвара врата, внатре треба да влезеш со научари за сонце, очо плешти, очо напришала цел ден, све чисто цаком паком. Она отвара врата и те вика: извини на хаос, не стигнав да средам. Реновирам. И ја кога ќе ја викнам ке мене на гости, ќе отворам врата и ќе речам: извини на хаос, се гради зградата. Ова беа моите 10 минути за да ве расположам и да ве насмеам. Се надевам дека успеам во тоа. А сега на сцена ќе ја повикам прекрасната, феноменална Јована Стојминовиќ, главен и одговорен уредник на списанието Магазинот Убавина и здравје. Благодарам. Како сте? Со еден силен аплауз доволно ми е да знам дека направивте добра работа што денес дојдовте овде. Ќе се потрудиме на вистина да биде така, затоа што Профемина е конференција која што се одржува регионално со години наназад, кај нас по втор пат. За прв пат Колор Медија ја организираше пред 3 години, кога реши да направи една поинаква комуникација со сите вас, со оние дами кои што се следбеници на сето она што го прави Убавина и здравје како магазин, кој годинава одбележа 10 години од своето постоење, да направиме една поинаква комуникација, да поставуваме прашања, да заклучиме што е она што го сакаме, да заклучиме што е она што не го сакаме, да дадеме одговори на оние прашања и да собереме знаење, затоа што ние сме убедени дека она што го сакаат жените е токму знаењето. Секоја од нас да знае, да уме, да може, а и ако не знае да има каде и кого да праша. Пријателките секогаш да помогнат оние стручњаците, ќе имаме денес тука еминентни стручњаци кои што несебично ќе го дадат своето знаење, ќе имаме и јавни личности кои што секогаш се инспирација за многумина од нас, отворено да ќе кажат своите приказни, своите искуства, своите желби, па можеби и своите падови. Знаеме дека сите ние паѓаме во животот, помалку или повеќе, но најважно е секогаш да се кренеме. Сега, ова го кажувам во рамките на една кампања која што е во тек и ние ја поддржуваме. Тоа е 16 дена активизам против насилство врз жените и девојчињата. Ќе заврши на 10 декември. Ние ќе го дадеме својот придонес објавувајќи и статии и се она што го прават жените од здруженијата кои се обидуваат да стават крај на овој горлив проблем во нашето општество. Се разбира и на нашето веб издание www.ubavinaиздравје.mk. А овој петок го замисливме поинаку, односно ќе ги ставиме сите тие општествени проблеми и социјални аспекти малку настрана, затоа што е петок и затоа што комплексноста на жените и на нашите интереси ни го дозволува сето тоа. Денес имаме 8 панел дискусии, всушност 8 случувања, овде 6 панел дискусии и 2 студии на случај во кои ќе слушнете многу интересни разговори и она што ни е најважно е да поставувате и вие прашања за да имаме што побави заклучоци во рамките на дискусиите. И нема повеќе да должам и самата не сакам многу говоранци од официјални лица, само сакам да ги поздравам луѓето кои што се наши пријатели и покровители на ова случување денес, затоа што тие овозможија да зборуваме, тие овозможија да пронајдеме одговори, тие овозможија да имаме овде стручњаци кои вие ќе ги прашувате. Па затоа сакам да им се заблагодарам на Горенка, чоколади Горенка Мистика, сакам да им се заблагодарам и на специјалната очна болница Деница, на Виши, на Ларош Позеј, на Ревалит, сакам да се заблагодарам и на Fashion Group, на Бимилк, на официјалното возило на оваа манифестација, тоа е овде, фантастичната Ford Fiesta, на нашиот кафе партнер, кој што ќе овозможи и многу кафе паузи и кафе разговор после секоја од конференциите, тоа е Нескафе, и Маја вода која што ќе не освежува, мене веќе ми се пие вода што се забележува дека говорот малку отежнува, но затоа говорот или она што следи во продолжение ќе го препуштам на мојата колешка. Ќе имаме денес фантастични модератори кои што ќе придонесат овие панел дискусии да бидат
онакви какви што посакуваме. Па затоа веднаш ќе ја поканам мојата драга колешка Снежа Велков. Таа ќе го отвори првиот панел во кој ќе зборуваме за една тема која што верувам дека сите ве интересира многу. Повели Снежа, земи ја својата позиција и веднаш ќе ти препуштам да збориш, да повелиш. Здраво и од мене. Драго ми е и чест ми е што ете јас можам да ја отварам оваа серија на панел дискусии. Ке почнеме со првата панел дискусија, која што е со наслов, веќе гледате, трендови во индустријата на убавината, анти-ејджинг и дискретни естетски корекции. Ке имаме тука стручни лица, како што веќе кажа Јована. Меѓутоа, јас сакам оваа панел дискусија да ја насловам како убавината во служба на среќата. Затоа што верувам дека не постои жена која што нема широко да ви се насмевне и искрено да ви се заблагодари кога ќе ја речете еј, супер изгледаш. Верувам дека нема жена која што исто така нема да се почувствува убава кога ќе ја речете изгледаш многу помладо. Токму заради тоа, учесниците на оваа панел дискусија, јас ќе ги наречам креатори на среќата. Меѓутоа, пред да ги најавам, ќе кажам дека покровител на оваа прва панел дискусија се уште едни креатори на среќата, затоа што постои уште едно задоволство кое што нас жените не прави многу среќни и до него многу лесно стигаме, а тоа е чоколадото. Покровител на првата панел дискусија е Горенка, кои што се обидуваат и секогаш се во тренд со побарувањата на пазарот, па заради тоа имаат чоколади кои што се со намален шекер за поголемо задоволство. Можете да ги пробате, се наоѓаат на штандовите, Мистик Велнес кои што се со кора од портокал, има со колаген и кокос и има, мислам дека таа е најсрекната чоколада со семе од коноп. Пробајте да видите. А сега мислам дека е вистинско време да ги представам учесниците на панел дискусијата. Прво, джентлменски, го поканувам доктор Роберт Стојовски, специјалист пластичен и реконструктивен хирург во Медика Истанбул. Добре дојдовте. Повелете. Потоа следува доктор Нина Митева, ортодонт, собственичка на ординација доктор Нина. Повелете. Магистар Ивана Хадживанова, психолог, психотерапевт и собственичка на Неокортекс. Добре дојде. Следува Симона Поповска, доктор и естетски уметник и естраден уметник. И доктор Елизабета Ризова, дрес хумана, повелете. И на крајот да ја поканам колешката Бојана Атанасовска Скендеровски, автор и водител на улица Македонија, повелете. Техничките работи да ги завршиме, за да можеме да се слушнеме. Ајде, тогаш да започнеме. Ако ви ќе се слушаме, можеме да почнеме. Првото моје прашање ќе биде до вас, докторе, да слушнам колку се барани естетските корекции, ако може да речеме да ги рангираме во однос на тоа кои се најбараните, кои се најретко бараните и ако може да ми кажете најчестата причина поради која е да ви се обраќаат два. Се почести се естетските промени кои што ги бара жената. Тогаш вака ќе. Да, подобро е. Се почести се естетските промени кои што ги бара жената во денешно време. Мислам дека најмногу поради достапноста до интернет и до сите оние убави жени, па и мажи, пошто бидејќи не само жените и мажите прават естетски промени, може да ги видиме кај познатите ТВ лица, како во нашата држава, така регионално и нормално по левот кој што најмногу не занима. Почести се нехируршките третмани, како во светот што се најголем тренд ботокс и филери, така и кај нас. Следно, што веќе се почесто се прави,
е body sculpturing. Значи, како една body sculpturing е липосукција со абдоминопластика или подигање на гради, све што е оформување и body shaping на самото тело. Наместо мидер, да, помагаме ние што во хирургијата наместо мидер, посебно после 1-2 пороѓаи каде што женското тело за жал трпи промени кои што во глобала жените не ги сакаат и се одлучуваат на хируршки третмани. Понатаму следуваат истите хируршки третмани како и пред 30-40 години, тоа се уши, клемпави уши, и кај дечиња, и кај возрастни, бидејќи не станува збор за некоја тешка хируршка интервенција, а сепак бидејќи прво доаѓа до израз лицето, главата, кај човекот не може да ја скрие со облека, е доста приметливо. Тоа се едни од почестите, кај повозрастните жени, тренд е блефаропластика, тоа е третман на очните капаци, каде што со помош на блефаропластиката се добива поотворено око, поотворен поглед и доста чести се упоново време, како што кажав, носот и имплантите во гради. И сега причината поради која баш заради Значи причината поради која доаѓаат е баш заради тоа да бидам поубава или некоја жена дошла со поинакво барање од типот немам сава доверба или која е причината или не знам можеби сопругот дечкото ја упатил, мислам дека треба малце да се стесниш, малку да додадеш. Па, ова последново, мислам дека ни една жена нема да признае дека некој ја упатил, ниту па заслужува некоја жена, некој да ја каже што треба да направи. Во глобала е она што се гледаат на огледало, што мислат дека им смета, и морам да кажам дека вие жените мислите многу работи дека ви сметаат, а тоа не е така, ние мажите не ги гледаме така работите и дека треба да намалите со критичноста према самите себе. Еве јас како маж ќе ви кажам. Тоа веројатно треба да ни го позајмите огледалото кое што вие го имате во ординација, затоа што ние сите жените дома имаме искривени огледала, дајте ми огледало правилно. Снежа, дали може малку да се умешам? Да не заборавиме да кажеме дека ние жените потајно најмалку се средуваме за мажите. Најмногу се средуваме заради другите жени. Нели е така? Мислам дека се сложувам со... И повеќе цениме женски комплименти отколку машки. Извини, Роберт, доктор Роберт. Точно. За жал, може и тоа е една од причините, бидејќи не добивате доволно комплименти од вашите дечковци сопрузи, затоа што се одлучувате на повеќе хируршки промени. Добро, ќе направиме еден круг или па потоа ќе се навратиме повторно на муабитите. Добро ни тргна. Ќе зборуваме сега и за онаа холивудска насмевка, која што се почесто ни е достапна, меѓутоа сакам и да зборувам за моментот дека не на секого му стои таа толку блескава холивудска насмевка, се почесто ги гледаме за жал. Па сакам од ваш аспект да ми кажете, значи, колку ги бараат тие холивудски насмевки, колку се достапни лесно, дали на некого му советувате, не ви стои вас на тенот, повелете. Најчесто првото барање кога ќе дојдат пациентите кај нас, независно дали се работи за девојка или момче, сакаат од нас да слушнат мислење дали е се во ред нели со нивната насмевка со забите, најпрвен кога се прави првичниот преглед. Подоцна се отвараат и разговараат, ама јас би сакал побели заби да имам или би сакала да имам побели заби, моите заби се многу жолти. Сега тука тоа е првата нели фаза што треба да ја надминеме и да видиме од каде доаѓа тоа сето. Соговорничката до мене нели ќе продискутира, но ние покрај тоа што работиме како доктори и како стоматолози, ние сме и психолози во нашата работа, така да најважно е да видиме од каде потекнува желбата. Многу често пати кога жената сами ќе си признаеме во некоја нели криза или во некоја несреќа со сама себе, таа сака да направи некоја драстична промена, прво што најлесно го прави, оди на фризер и ја менува бојата на косата, ама кога ќе
го надмине тоа, сака да направи нешто друго, а не секогаш е потребно, да се навратиме на вашето прашање, и тука сме ние тие што треба на вистина да бидеме искрени пред пациентите и да им го дадеме вистинскиот совет и најпред се да го зачуваме нивното здравје, односно здравјето на нивните заби. Како сите третмани, така и избелувањето на забите, како што е третманот на косата, нели, хемиски третман, исто така и избелувањето на забите е една постапка која што носи со себе и плусеви и минуси. Од 10 пациенти во нашата ординација кои што ќе дојдат и веднаш бараат избелување на заби, сакам побели заби и крај, можеби еден пациент или два ги одбираме како сигурна категорија и безбеден пациент за таа процедура. Тука постојат постапки како нели ние таа ја правиме евалуација, така да не секогаш тоа што го гледаме на телевизија и на рекламите или пак сега на медиумите, на интернет, многу често доаѓаат девојки кои што нарачале на интернет на стрипинг, траки за избелување, лакчиња, направиле големи деформитети и затоа јас сум малку поконзервативна во однос на сите тие агресивни третмани. Топло им препорачувам да се обратат кај стоматолозите кои што се високо совесни во својата работа и да не подлегнуваат на нели сите тие маркетиншки трикови. Но во секој случај со денешната стоматологија се прават драстични промени. Значи можеме да направиме комплетна трансформација во изгледот и во насмевката кај една млада девојка и кај повозрасна жена со многу минимални интервенции. Например, цел животиштрчале предните заби и биле подолги 3 мм. Само со едно скратување, ришейпинг, како што прават ришейпинг хирурзите на телото, може да направиме преобликување на забите и добиваме сосема поблага насмевка со многу малку, а многу голем ефект. Значи вас, или ваш например совет, само малку ваш советен или прво да се тргне полека со да се почне првин, така, за да не да. се тргне веднаш. Не одиме веднаш со агресивни. Или например имаме пациент кој што има разделување помеѓу двата инцизиви. Тој простор му пречи на некого и со многу едноставни методи можеме да го санираме тоа без да правиме големи агресивни промени или трауми или оштетување на забите. Во ред, ви благодарам за одговорот на првото прашање. Да продолжиме понатаму. Ајде да погледнеме како влијае имањето или немањето на убавина каква посакуваме врз психолошкото здравје на една жена. Колку ние запаѓаме во депресија, а често можеме да западнеме во депресија само заради тоа што не ми се допаѓа фризурата. Што е она што всушност ви им го советувате на жените за да бидат похрабри? Се согласувам со вашето прашање и со коментарот во прашањето, дека често особено жените, не се исклучени мажите, меѓутоа особено женската популација е подложна на тој страф од старење, кој што е типичен екзистенцијален страф, заедно со некои други придружни стравови и кои што може да предизвикаат една, како да речам, негативна емоционална состојба, едно незадоволство од сопствениот изглед и постоење на една директна корелација и пат на самодовербата. Односно, некогаш и доколку тој страф од старење или незадоволството од сопствениот изглед се јави па дури и во помладата возраст, дури и комплетно го спречува развивањето на самодовербата, при што доаѓа и до некои комплекси на инфериорност, незадоволство, што резултира со појава на една анксиозна симптоматологија, можеби депресивна симптоматологија, демотивираност, изолација, повлеченост, намалување на социјалните контакти, така да посекако, особено кај жените, дефинитивно многу влијае надворешниот изглед и задоволството од сликата за себе и од собствената убавина. Да ве прашам, ви какво огледало имате? Веројатно и вие им дозволувате на вашите клиентки да се погледнат, затоа што верувам дека и вие имате огледало кое што не прави искривена слика. Морам да речам, јас имам реалистично огледало,
како што се гледам себе си, така имам еден реалистичен пристап и кон останатите луѓе. Во моето огледало многу е важна, согласно и мојата професија, и внатрешната убавина, исто да речам приоритетно, исто како и надворешната убавина. И сметам и советувам дека личноста е потребно да се грижи подеднакво, малку повеќе за внатрешниот мир и нели внатрешната убавина, со цел да има чувство на задоволство и среќа, нели секако. Сега ќе преминам кон едно конкретно прашање. На пример, доаѓа клиентка која што вика не сум убава, почнува да плаче, се ми смета, значи од тој тип, да речеме, не можам, значи види ми ги устите, како тоа никој не сака да ме погледне, не можам да се омажам, како и советувате тогаш? Значи кој е првиот момент? Ова често се случува, особено сега кога го зборував тоа, ми се појавуваат ликови и тоа помлади ликови. Потипично е за некоја порана возраст, но апсолутно во некоја позрело изразена форма е типично и за во третата деценија и во четвртата деценија. Сакам да кажам, многу е важно да нагласам и дека не секогаш овој страф од старење е изразен и само во оваа директивна форма. Тој се изразува многу често и во загрозеност во професионалната сфера, односно личноста се чувствува загрозена дека некој помлад, поискусен, поедуциран ќе го замени незиното или неговото место, или дека тој е заменлив. Или пак многу често се забележува и во партнерската релација, мажот или жената, почесто за жал жената има стравови дека ќе биде оставена поради некоја помлада или помлад љубовник. Значи, тој страв од старење се манифестира низ разни форми. Моја задача е да го фатам, да го видам. И советувањето не би можела конкретно да ви одговорам. Многу зависи од тоа дали станува за еден здрав во нормални рамки со кои што сите се соочуваме, па тој убаво психотераписки ќе се спакува со совети за грижа за себе, со барање на причините како тој се создал, со можеби траумите или интроектите или булирањето или некое оставање, раскинување или негативна врска, значи тоа е принципот. При тоа мора многу да се внимава, како и стручињаците кои што работат. Мислам дека нашата работа е многу поврзана. Абсолютно. И треба да се работи тимски. Ги слушнав доктор Стојовски и доктор Нина. Има две состојби кои што може да допринесат до се типични со тој ирационален, обсесивен страв од старење. Постои една фобија која што е невротска и се нарекува гераскофобија, односно интензивен паничен страв од старење, кој што може да се јави независно од возраста. Може и кај помлади лица кои што се уште можеби развојот не е довршен, а не се појавиле знаците на старење, меѓутоа тоа е ирационален страв, значи таа состојба треба да се детектира, да се диагностицира и секако не се советуваат никакви естетски промени и корекции. И втората, многу почеста, е телесното дисморфично растројство, кое што е многу често и верувам дека соработниците на денешниот панел сигурно се сретнале, како што се сретнувам и јас со клиентела која што пати од ова растројство. Тоа е всушност еден обсесивна мисла и обсесивен страв од измислени или многу мали дефекти и промени и незадоволства кои што се напумпани и кои што се константно фигура во полето на живењето на клиентот. Ова расстройство е многу ретко. Чекај, значи ние повеќето од жената сме расстроени. Не, што имаме проблем. Зборувам за исклучоци. Се шегувам, меѓутоа, нели тоа е стручна дефиниција во однос на тоа како ние се доживуваме себе си во огледало. Како што кажав, тоа е многу ретко расстройство, кога ќе видиме нели најчесто во странските држави, америчките телевизии, гротескен изглед на некои од познатите звезди кои што ги шиканираат по медиумите. Значи кога иде во екстремна форма, можеби и најчесто станува збор, дури и податоците тоа го велат, дека од 7 до 15% на случаите на таквите изгледи се како резултат на тоа телесно дисморфично расстройство. Значи зборам за
за расстройство сега. Не зборам за нормалниот страв со кој што сите се бориме и се соочуваме и треба да си го прифатиме. Така, тука ќе ви се заблагодарам. Малку подолго продискутиравме, заради тоа што сепак мислам дека нели психички многу повеќе влијае на тоа како ние се гледаме за да потоа тргнеме кон барање на естетски корекции. Симона, здраво уште еднаш. Тебе, еве, ќе те прашам првото прашање. Дали си убава, Симона? Дали себе си се доживуваш како убава? Имаш ли страф од старење? Така, за убавината, значи, секој треба да биде свесен... Да или не? Да, нормално. Тоа е првото прашање, а второто прашање, мислам да ти го одговорам дека секој нормално се плаши од старење и баш мене ми е мило што повеќе жени не се веќе освртени на стереотипите и на предрасудите за да не преземат ништо околу естетскиот дел и многу ми е мило што се повеќе нови методи успеваме да помогнеме на жените да се намали тој страх од старење. Кај себе, дали имаш некакви естетски корекции и кажи ми која беше причината поради која ги направи? Да, имам искористено дермални филери на мојата устна и воопшто не се срамам тоа да го кажам, затоа што од секогаш се довживував дека, например, горната устна ми беше помала и многу ми е мило што и постојат нели такви постапки со кои што може да се чувствуваме задоволни кога ќе се погледнеме во огледало да кажеме да, јас сум она што сакам и онака како што сакам да изгледам. Така, ти благодарам. Продолжуваме понатаму. Ајде сега да слушнеме. Најчесто се зборува за филери и за ботокс. Колку често го применуваат и можете ли да ни кажете која е разликата помеѓу филер и ботокс? Јас би зборувала за филери повеќе, затоа што во мојата ординација Рез Хумана работиме исклучиво со принцес. Само микрофонот, така. Исклучиво со принцес филерите. Значи јас работам со филери. Така? Има голема побарувачка од пациенти или да не кажам клиенти кои што доаѓаат и сакаат да си ги исполнат своите желби, нели, и потреби, да изгледаат поубаво или да изгледаат помладо. Значи доаѓа млада популација која што се убави, меѓутоа сакаат да си ја малку повеќе назначат својата убавина. Тоа се пациентки млади кои што сакаат најчесто да си ги назначат устните. И малку е парадокс што доаѓаат пациенти со убави усти. Многу помалку со усти кои што имаат проблеми. Доаѓаат и пациенти кои што веќе нели почнува и ги имаат првите знаци на старење, тоа е таа средна популација, и тие доаѓаат со своји желби и очекувања да се коригира тоа што го имаат. Моите пациенти се многу фини, доаѓаат, си бараат тоа сакам, ја им давам сугестии. Филерите како креатори на убавината си ја завршуваат работата и пациентите на моје задоволство како доктор и на нормално и нивно задоволство си секогаш си излегуваат среќни. Така да работата која што работам како дерматолог со естетска медицина и како да кажеме креатор на убавината е многу благодарна. Така, дали можете конкретно да ни објасните што е всушност филерот? Неговиот состав, така, каде се аплицира, колку време трае? Така, филерот е хијалуронска киселина, тоа во облик на гел, која што е многу природна и слична на вистинската хијалуронска киселина која што го создава организмот. Хијалуронските филери, конкретно за вие што јас работам, принцес филерите, се безбедни и даваат добри резултати. Траењето сега тоа е, кажува теоријата дека траат 6 месеци до година дена. Меѓутоа, секогаш е индивидуално. Како што индивидуално пристапуваме кон секој пациент, или што треба да се аплицира и колку да се аплицира, така е индивидуално и траењето. Кај некого викаат 6 година дена, меѓутоа кај некој пациент трае 3 месеци првиот пат, кај некого може да трае и повеќе од година дена. Но сигурно е дека со секоја следно аплицирање на филерот, времето е подолго на траењето на филерот. Зборуваме само за филери во устата? Филери за уста, да. Филери за назолабиалните кои што сакаат повеќе средните генерации, назолабиални, да. И јас преферирам доста јаболкници, затоа што не може добар ефект да има кога се работат назолабиалните брчки, ако малку не се направи благо подигнување, бидејќи секогаш кога се работи со филери, се оди од горе надоле. Сега кога се работат
назолабиалните или аболкниците, се одредува со кој филер ќе се работи. Ние имаме избор. Имаме принцес филер кој што е за средни брчки и принцес волуме и волуме плюс кој што е за подлабоки брчки. Тоа докторот одлучува и ги исполнува нормално желбите која количина. Јас сум секогаш за тоа да биде умерено и да изгледа пациентот природно. Односно, да нема мислам, има една поговорка која што вика дека треба француска да се старее како стар замок, а не како ветов капут. Така да Кај нас така како треба... виното старееме, така викаат. Кај нас како виното старееме. Да, меѓутоа креаториве на убавината филерите може да возможат да старееме како стар замок. Значи, кога ќе имаме филери, како замок старееме, така? Да, убаво. Така да кажам, убаво стареење, бидејќи против процесот, природниот процес на старење не можеме да се бориме, али можеме со помош на креаториве на убавината, филерите, ботоксот, пластичната хирургија да старееме Така. во стар замок. Така. Благодарам. Бојана, добре ни дојде и ти. Добро ве најдов, многу ми е драго што сум дел од оваа панел дискусија и навистина уживав. Дури ми доаѓа јас да поставувам прашање, не знам како да ти кажам. Слободно. Себе што би се прашала е тема ова Сакам само панел една тема дискусија. за која што е многу интересна и која што е многу актуелна по социјалниве мрежи, често пати ја среќавам, извини што ќе ти ја превземам малку улогата. Често пати има дискусии, веројатно сте забележале и сами, дека се напаѓаат помеѓу себе жени кои што имаат филери и жени кои што немаат филери. Па подоцна овие што имаат филери се чувствуваат како да се на тапет на столбот на срамот затоа што они не се природно убави, не стареат природно и така натаму. Овие пак што немаат филери сметаат дека убавината треба да биде природна и многу други нешта. Јас ги поддржувам филерите, односно поддржувам се што една жена ја прави среќна. Затоа што верувајте дека ако не сте среќни самите со себе, тогаш нема да бидете добри ни за вашата околина. Поддржувам умереност, поддржувам се што е во добрите граници на вкусот и докторите тоа веројатно самите го поддржуваат и веројатно и го пропагираат. Но да се става некој на столбот на срамот во 21-виот век во една држава која што се стреми да иде во Европа и да биде дел од европското семејство, затоа што некој ставил филери, затоа што сака да изгледа поубаво или по издржано, е за мене малку смешно и малку малограѓански. Затоа им препорачувам на сите оние дами кои што постојано се на таа граница, дали да го направат тоа или да не го направат тоа, кога да го направат тоа, нека го направат слободно, затоа што јас лично на себе имам направено неколку помали запати, имам уста, имам ботокс на челото и сум многу среќна затоа кога ќе се погледнам во огледало. Често пати добивам и коментари од дамите дека им се допаѓа тоа што сум го направила, каде сум го направила, на каков начин. Во секој случај ја поддржувам естетската хирургија, затоа што верувајте дека е многу потешко да се живее со еден вид на комплекс. Значи, ние имаме комплекс од разни типови, но естетскиот комплекс е многу тежок. Велат, никогаш нема да имате втора шанса за прв печаток. А првиот печаток е многу важен. Јас би ги прашала докторите, овдека стручните лица, например, што би требала да додадам или одземам од себе си. Еве, имам шанса стручно да ми помогнат. Добро, ајде конкретно, ако Бојана е моделот. Турката до мене. Треба уште нешто да дополнам, да извадам, да направам? Па да те видам во ординација најдобро. Во ординација, добро. Ние добро Тоа е добар разговор. Не може тука. Да не прашувам ја што треба да не импровизираме, да. Да не прашувам ја што треба да додадам и да одземам. За тебе не треба ништо да додадеш, совршено си. Во ред, ти благодарам. Бојана, ќе продолжиме понатаму, бидејќи прашањето на Бојана беше тоа што треба да додаде, да одземе. Само ќе се надоврзам на муабетот. Значи, што се случува со пациентки или потенцијални пациентки кога доаѓаат и кога реално немаат никаква потреба од нешто да додадат, односно нешто или да се одземе, меѓутоа инсистираат на тоа да се направи самиот естетски зафат. Што тогаш? Како тогаш постапувате? За среќа, се слуша? За среќа овие пациентки се ретки, бидејќи веројатно доволно луѓе околу нив им даваат комплименти. И кога ќе дојдат такви пациенти во мојата ординација, едноставно им оставам 15 на 20 минути од моето време
им ги предочувам нивните предности, убавина, нивната убавина, со цел да ги разубедам да не прават ништо. Тоа е она што можам јас да го направам. И доколку може да се поправи нешто, а јас не можам да го направам, обично да не прават големи усни, тоа ги советувам сите за да ги скријат забите, доколку не им се убави, тоа што треба да се опратат кај колешката. Доколку имаат некои стравови и несигурност, кај другата колешка треба да се обратат, а не по секоја цена да прават нешто што мислат дека ќе го оттргне вниманието на луѓето од она што нив им пречи. Што се случува кога Да се надоврзам на ова прашање. Јас, нали, како доктор во Промо Италија, како дел од естетската медицина, доста често се среќаваме со пациенти кои што нели сакат да дојдат и сакат да направат нешто, но кај нив нема никаква потреба. И сакам на сите оние кои што така се чувствувате, постојат и третмани кои што не се значи само дермални филери и ботокс, постојат мезотерапии кои што се на витамини, база на витамини, аминокиселини кои што се потребни за вашата кожа. Исто така доста познатиот PRP метод, односно вампирски метод кој што Ким Кардашијан Ива многу често го промовира. Да знаете дека со PRP методот е нешто најприродно и нешто од кое што не можете да добиете никаков, да кажам, негативен ефект, туку само позитивно, затоа што тоа ќе ја подобрите еластичноста на вашата кожа, ќе ги покриете оние минимални брчки, ќе ја направите да изгледате уште поубаво и уште посвежо. Добро, благодарам. Сега, ајде да се надоврземе на тоа, веќе ја спомнавме Ким Кардашијан. Дали е таа моделот по која треба, нели, повеќето да се идентификуваат со тој модел, заради тоа што јас лично мислам дека е претерано. Меѓутоа, што кога пациентка доаѓа со точна слика, вака сакам да изгледам, значи што тогаш правите? А гледате дека нели таа слика е баш претерано во однос на некоја корекција, дали се тоа усните, дали е задникот конкретно века е Ким Кардашијан, дали е некакво затегање на лицето, што тогаш? А инсистира, сакам ова. Доколку инсистира, ако не ја направи таа промена во мојата ординација, ќе ја направи кај некој од колегите. Заради тоа, јас најблиску до тоа би го направил, али да изгледа колку што може помалку страшно. Бидејќи за мене Ким Кардашијан малку страшно изгледа. И помалку приметливо. Инаку да, би го направил. Тоа што ако инсистира и ако е рол модел у животот, некоја си Ким Кардашијан, Цеца, Јелена Карлеуша или не знам што, има доста пациентки такви, што едноставно сакаат да личат како нив. Тоа е ствар на вкус, ние не може да се мешаме во тоа, едноставно може тебе се допаѓа некоја манекенка, не изи се допаѓа скроз различен тип на... Так, само што да прашам, дали имало случај кога да речеме веќе сте ја направиле корекцијата, а клиентката не била задоволна и инсистирала да го направите, врати ми го претходниот изглед? Не, сега за сега не се случило тоа, бидејќи доколку бараат over correction, ја секојаш идам на нешто минимално, па дојдете за 2 недели да доставиме чисто да се видите во гледало, да се навикнете како изгледа. Многу е полесно да се додава отколку да се вади, иако и за тоа постои начин. Единствено не постои начин и сите овие млади, убави девојки и повозрастни госпоѓи, советувам да не ви излаже некој да ставите трајни филери или да ставате некој ботокс кој што не е лиценциран, бидејќи од трајните филери може да се извадат само хируршки, доколку нешто се претера и не ви се допаѓа, тие мора да се извадат хируршки. И има проблем околу тоа. А оние филери кои што не се перманентни, кои што се лиценцирани во светот, не некој од AliExpress, тие филери, да, има и тоа. Има си да си купиш и гради, задник, сви. И жена нова. Шала на страна, постои хилоронидаза, за не дај Боже, доколку не и се допаѓа, антидот на хиалуронската киселина и може да се извади. Кај перманентни филери перманентни постојано. Да, го немаме тој начин, значи ако нешто е лошо направено, останува тоа, да знаете само хируршки се вади, да не ви излажат. Само да прашам што е со она, барем од она ние што го следиме, е со собствено сало да се вместнува со масно ткиво, да. Колку тоа кај нас се работи, се уште пациентите се мислат околу тоа. Нас, докторите пластични хирурзи, ние треба да им објасниме дека тоа е
метода која што не е ризична, која што е еден принцип на ставање, исто со канила како што се става и филерите. За разлика од филерите колку ставите толку седат. Од прилика сликата веднаш кога ќе си отиде пациентката, може 10% да биде помал филерот во наредните 5-6 дена. А кај масното ткиво, за жал, во првите 3 месеци може да се ресорбира и до 50%. Тоа треба да се објасни. Но сепак, кога се работи со масно ткиво, трае многу подолго. Значи, доколку неколку пати се направи тој третман, би рекле lifetime. Иако со слабење го губиме масното Тоа ткиво. значи дека ако тука имаш вишок, го ставаш во устните и онда и тука Да, се стиснаш и горе во устните. да, може, да. И се работи доколку збориме за усти конкретно не со масно ткиво, бидејќи нема убав резултат, може за болкници, може за контури за вилица, за брада. Се работи во локална анестезија и не се работи со липосуктор, туку со шприцеви за липосукција, со канила, така да не е нешто многу болна метода, но сепак го нема ефектот како што го имаат филерите, она што го добиваме во дента, тоа дека ќе остане. Добро, само уште разлика меѓу ботокс и филери да ја издефинираме, што е разликата? Ботокс делува на мимични бори, јас имам. На две реги. На истиот начин се аплицираат или не? Делува на мимика, на мускулите со цел да не направите бори, една вид на превенција на старење. Филерот делува на веќе направени бори, кои сакаме да ги пополниме или на место каде што ни фали волумен, сакаме да го зголемиме волуменот на тоа место, таму идеме со филер. Исто така за борите, како што кажа колешката, PRP-то добро, повеќе третмани и доста скапо е, заради тоа не се одлучуваат толку пациентите за тоа, али па има одлична примена кај оние кои губат коса, па PRP-то тамо доста се употреба, бар мојата ординација, еден вид на стварање ги задржува фоликулите кои се оштетени и еден вид стварање васкуларизација на место кај што опаѓа косата. Така, добро. Само уште да се надоврземе, кога се кај завите, најчесто се појавуваат буквално овие брчки или овде. Дали тоа може со, не знам, да речеме со поставување на протеза, може би трајна, за да се да не се оди кон филери и кон ботокс, туку дали може со поправка на забите, со измена некаква протеза да се стави за да Секако со текот на годините, нели како забите се трошат и се намалува вертикалната димензија. Лицето е поделено според Да Винчи на 3 дела. Ова е горниот дел кој што поминува, едната рамнина поминува низ пупилите, значи на очите, едниот дел поминува тука под носот и на врвот на носот и ова е третиот дел. Значи врвот на носот и врвот на брадата е третата димензија. Ова е едната, ова е првата димензија. Значи, тие три треба да бидат исти по некој синхроницитет. Како стареат луѓето, така така се намалува оваа третата димензија, значи паѓа висината. Тоа нема врска со должината на носот? Има, но нема врска со должината на носот, има врска со кога оптички, нели, кога го анализираме пациентот. За да се подмлади ликот, за да се крене таа вертикална димензија, може да се направи со значи стоматолошки третман кој што се состои од одредени процедури кои што ние ги правиме во нашата ординација. На тој начин се подкрива таа вертикална димензија и кога ќе се пополни линијата на насмевката од предната страна на забите, кога ќе се пополна, значи, предниот дел, всушност се пополнува целиот тој нарушен простор, изгубен, и на тој начин пациентите мислат дека, например, нивните пријатели, откако ќе направиме реконструкција, мислат дека ставиле ботокс или ставиле филери, но најчесто тие пациенти што се подвргнуваат на таква целосна промена, после нас веднаш заминуваат и одат и ставаат и уста, и тие што решиле да прават голема трансформација. Тие што се поконзервативни, што одат на зачувување на нивната структура на заби и одржување и нега, прават помалку драстични промени, да кажам, но сепак тоа е во корелација со внатрешниот однос со себе, кој што сака и како
каде му е фокусот, ако му е фокусот на надворешниот изглед и на голема драстична промена, некогаш и не можеме да го предомислиме. Ние во нашата ординација имаме став да ги правиме тие интервенции кои што се во склад со нашата професија и сметаме дека треба да се изработи. Доколку сметаме дека барањето, како што рековте, е преголемо или не во склад со изгледот во однос на првото прашање што ви беше дали ќе му стојат тие заби толку бели, апсолутно ние го задржуваме правото на нашиот професионализам и го оставаме правото на пациентот да одлучи доколку сакаш да ти бидат изработени такви заби. Ние сепак ги препуштаме пациентите да одат во друга ординација или нешто што бараат нереално од нас да се направи, не го правиме. Добро, благодарам. Уште ајде да зборуваме за онаа искривена слика. Ја спомнавме Ким Кардашијан, намерно ја спомнуваме, што е тоа кога жената доаѓа и вика дека сака да биде, нели? Ким Кардашијан, дека го посакува нејзиниот живот, буквално, нели? И има проблем со себе си. Дали е решението не ја гледајте или? Па, зборувајќи од искуството во мојата практика, се уште не ми се случило да дојде некој да сака да изрази да изгледа така или некако конкретно. Меѓутоа, доста често се случило да се појави тоа преходно расстройство во одредена форма, кое што го напоменав, значи телесното дисморфично, односно нереалната перцепција за себе. И би нагласила дека тоа има една, како да кажам, шетачка тенденција да менува и стручните лица треба тоа добро да го препознаат и кога да аплицираат, па и јас како психолог кога да советувам, да, ова е реален недостаток кој што го гледам, те поддржувам во одлуката да направиш интервенција, ќе бидам тука за тебе и по интервенцијата, или кога треба да се обратам и да речам полека застани, значи да почекаме, да не идеме на пластична реконструктивна интервенција, него ова е нешто што ние ќе го третираме, дали само психотераписки, дали дури и во некој случај Или викаме земи едно чоколадце, све ќе ти биде полесно. Да, зависи од тежината на случајот. Некогаш ни помага чоколада, некогаш не. Добро. Ќе продолжиме понатаму со Симуна. Симуна, што ќе советуваш? До кога треба да се престане, значи, со додавањето на филери, правењето на корекции, значи, кога се претерува со тоа? Дали може жената да се погледне во огледало и да свати дека, нели, веќе оди кон тоа дека е пренагласено? Како им советувате? Веројатно, ако еднаш аплицираат филер, сакаат повеќе, па викаат чекај да ставам и овде да видам дали ќе биде уште поубаво, па да видиме со ботоксот како ќе биде, значи како ги одвраќате од тоа да не претераат? Како што спомнали до мене колешката, многу е битно да се препознаат тие лица и ние како стручни лица од другата страна им кажуваме дека моментално третманот е завршен, дека прво да се навикне на онаа промена која што ја направила, па ако ние сметаме да се врати например за 1 месец или 2 месеци, ако сметаме дека треба да се достави. И кажуваме дека моментално нема никаква потреба да прави дополнителни корекции на себе и ги кажуваме негативните ефекти кои би биле ако се стави, ако се претера премногу со дермалните филери или со ботоксот, и оставаме на неја да одлучи. Но во секој случај, како стручни лица, ние не смееме да прифатиме и да ставиме ризик заради една пациентка, или ако треба ќе дадеме некој стручен совет да посети нели и други лица каде што ќе може да се испосоветува, и тоа е тоа каде што би можело да ја заокружиме целината, но меѓутоа да прифаќаме само заради паричните или материјалните средства, да прифатиме било каков ризик, мислам дека веќе тука се губи нашата стручност. Така. Добро, ќе продолжиме. Уште кратко имаме. Значи, колку од естрадата доаѓаат кај вас и можете ли да ми кажете во бројка, да речеме, колку имаат ставено вака или кога ги гледате? Колку имаат ставено филери, ние тоа не го знаеме, например, сакам да знаме, да речеме, процентуално. Па јас не прашувам од кога имам пациент што е по професија, така да не се сеќавам дали би од естрада. Да речеме, оние луѓе кои што ги гледате на телевизија, можете да ги препознаете, барем оние што се јавните фаците, да, и да ни кажете. Па да, има, нормално дека има, доста од нив. Меѓутоа не би можела да ви кажам кој. Добро. Никако, тука постои дискреција. Дали по професија можете да ми ги
рангирате во однос на тоа кој најчесто доаѓа да стави филери? По професија не би можела да ги рангирам. Нормално дека доаѓаат известен број, да ги кажеме, клиенти наместо пациенти, кои што ми е стварно заради професијата потребно да доизгледаат добро. Меѓутоа доаѓаат луѓе кои што не им е потребно заради професијата, мислам клиенти, него доаѓаат за себе. Така да тука не би можела да ги поделам пациентите. Доаѓаат и Во млади возрастна граница можете никако да ме Возрастна кажете? граница, Прилика значи, само да имаме некакви доаѓаат статистички пациенти податоци. од многу мала возраст, можам да кажам 15-16, кои што сакаат, ви кажав да си ги направат нивните убави усти, уште поубави. И има пациенти на 60 годишна возраст. Значи од 15, 60, па и 65. Така да широка е. Од 15 години исто е во ред да се ставаат Може да се безбедни се. безбедни се. Тука се става Без дозвола на родител? Молам? Дали е дозвола на потребно родител? дозвола на родител? Нормално дека е дозвола, ако се малолетни, секогаш доаѓаат со родители и си подпишуваат согласност. Тоа мислев дека е познато, или за кога некој е малолетен. Меѓутоа имам и такви пациенти, помлади. Поретки, но има. Најчесто се пациенти од кај 30 до 50 година, кои што сакаат. Најчесто тоа да го прават веќе, нели? Кога осеќаат дека имаат потреба. Так. Благодарам. Бојана, праша што треба да направиш, дали планираш си уште нешто кај себе да коригираш или си задоволна и кога мислиш дека треба да престанеш ако веќе имаш план? Од типот дали само уште ова да го искоригирам од тој тип? Па сигурно ќе правам уште нешто. Сега не знам точно што, веројатно не бидела во некој екстрем. Се уште се плашам за тие поинвазивните методи, зборуваме за гради, да речеме, или не знам, липосукција. Затоа што мајка сум, доскоро доев и така натаму, и сите ние што сме мајки знаеме како изгледаат нашите гради после доење, да бидеме искрени. И сигурно понатаму, најверојатно ако соберам храброст, можеби би отишла на некој од тие методи за подобрување на изгледот. Не знам, не би претерувала, сега за сега сум задоволна од тоа што веќе сум го направила, затоа што колку што ги поддржувам жените кои што ги користат сите овие нешта, толку и не ги поддржувам оние кои што се изобличуваат себе си, затоа што тука дефинитивно треба да ја посетат доктор Ивана Хаџиванова и да малку поразговараат каде се крие подлабоко проблемот. Да, веројатно уште нешто понатаму во животот би направила, и не знам, веројатно би престанала кога дефинитивно нема да можам да отидам во некоја ординација. Не дај И само Боже, нешто кога- вон контекст. Ќе се вратиш на естрадата да запееш пак или не? Дај ве спремам нова песна ако Благодарам. и крвам за тоа. Благодарам. Ќе те чекаме. И само Фали, да, благодарам. Само уште завршно ќе прашам вака. Од сите оние кои што се и холивудски звезди овде на Балканот. Ваш пример за жена нека биде, која што направила естетски корекции и кои што толку добро истојат што никој не приметува дека тоа го има. И ете како модел можете да ја прикажете, а ние да речеме не приметуваме и мислиме дека тоа е природно. Има некоја таква? Не спеам од мојата сопруга да кажам, бидејќи она секогаш е најубава за мене. Барам стручно мислење. Барам стручно мислење како доктор. Например, не знам, Северина. Не би можел да одговорам. Во ред. Добро, ви благодарам. Овде ќе завршиме. Заклучокот е дека многу добро си поминавме, измамивме насмевка и она кое што ни беше целта да покажеме дека убавината е секогаш во служба на среќата. Мислам дека го постигнавме. Овие луѓе овдека се задолжени да не направат нас жените среќни и секогаш кога ќе имаме потреба за поддршка, ќе треба редоследно како прво да и се обратиме на доктор Ивана, така, на психологот прво, па одиме кај стоматологот, па потоа понатаму и на крајот ако не бива ништо одиме на песна за да видиме дали ќе се расположиме. Тоа е тоа. Благодарам многу. Благодарам. Горинка Мистика, чоколади на сите наши учесници, со оглед на тоа дека тие се покровители на овој панел. Сите ги покануваме и да ги пробаат новите фантастични чоколади со колаген и со многу други состојки кои се во служба на велнес, на здравје, на убавина, овде во нашиот ходник. Уште би сакала и да ве поканам. Зошто тропава?
ве поканам да ги оставите вашите имења и презимења во една голема стаклена кугла која имаме таму надвор, затоа што на крајот ќе имаме една лотарија во која што ќе бидат доделувани и интересни награди, па затоа не пропуштајте да учествувате во сето тоа. Ви благодарам за учеството, за искреноста, за инспирацијата, мотивацијата и се гледаме во некое наше друго издание. А сега, знаете како, ако имате остро око во преносна смисла на зборот, ќе препознаете кој и дали правел некакви интервенции, но ако не гледате ништо тешко дека можете да видите исто кога имате работа. Ова мала шега во контекст на кейс студијата која што следи, односно од каде што ќе собереме многу знаење и потребни информации за здравјето на очите, точната и навремена диагностика за оние тивки проблеми кои вребаат и кои што можат сериозно да го загрозат очното здравје, но за сето тоа останете со нас. Сакам прво да ја поканам Викторија Арсовска, македонската мода во служба на хуманоста. Ве молам еден аплауз. Викторија е модна дизајнерка, која што е дел од тимот дизајнери кои денес се дел од Профемина, односно своји парчиња продаваат на една тивка аукција со цел да соберат средства. А кому и зашто му се потребни и зошто го прават се во ова, ќе ни каже Викторија. Здраво. Сакам да ви се заблагодарам пред се за поканата, ви благодарам и на вашето внимание. Јас сум дел од организацијата Со љубов за цаци и како моден дизајнер покренавме иницијатива да ние отвориме штанд модните дизајнери, каде што сите донираме облека со чија продажба сите средства се заменети за лекување на пред се мојата другарка, односно нашата другарка Цаци во Америка, која што боледува од тумор на мозокот. Што значи сите средства одат во нејзиниот фонд. Честитки за оваа хумана мисија, верувам дека оние кои што ќе можат ќе учествуваат. А сега ќе ја поканам мојата колешка Елена Стојановска Јанковска, еден засител телевизија за утринска програма, за колегијалност, за добра водителка. Голем аплауз. Добре ни дојде. Веднаш ќе ти го дадам микрофонот, затоа што следува студијата на случај во која што ќе зборуваме, рековме, со докторите од специјалната очна болница Деница. Сакам да ве поканам да поставувате и вие прашања. Овде ќе имаме наш представник со микрофон, па ако некој сака, само ќе дигне рака и микрофонот ќе му биде донесен за да можете да поставите прашање до овие стручњаци. Верувам дека многумина се прашуваат за почеток дали е безбедна онаа метода со која што се тргнува диоптерот. Еве, тоа е моје прашање, па ќе видиме што ќе кажат докторите. Јас ти благодарам за убавата најава. Јована убаво ја изрекламира нашата емисија, меѓутоа, за жал, некако денес се чини дека социјалните медиуми го земаат приматот, па токму кога најавив дека на Профемина ќе имаме една ваква интеракција, една ваква панел дискусија поврзана со офталмологијата, веднаш почнаа коментари, прашања, а кога ќе биде тоа? А кој ќе биде докторот? А што ќе зборуваат? Сватив дека голем дел од граѓаните во Македонија имаат проблеми со очите, меѓутоа прашањето еве ќе појдам од себе, колку често ние на вистина одиме на проверка на очите. Требаше да додам за една година, чинам дека поминаа веќе 2 и сега гледам во специјалистите кои што се разбира ќе ги поканам заедно со мене и ќе проговориме токму на оваа тема. Често македонците знаат и нели во оние продавнички, локални каде што се продаваат очила, па дури и на пазар, сами да си го одредат својот диоптер, овие ми чинат, овие не ми чинат, меѓутоа колку е тоа на вистина правилно. За прашањата поврзани со офталмологија ги повикувам заедно со мене денес доктор Виолета Бучковска, витреоретинален и катарактен хирург, и доктор Сашо Ѓоршиовски, офталмолог, диагностичар, се разбира од специјалната очна болница Деница. Добре ни дојдовте, повелете. Благодарам на поканата. Сега ќе ве озвучат, па ќе можете и вие да ни се обратите. Како што веќе споменав, очните заболувања може сериозно да го загрозат квалитетот на животот на човекот, токму затоа едукацијата, превенцијата, лекувањето се многу важни.
И сега често и ние луѓето со предрасуди, да не одиме на доктора таму да е прескапо, во таа болница колку пари земаат за лекување и токму затоа можеби ги правиме оние почетни грешки, па ќе се најдеме некаде како сами си го одредуваме диоптерот. Голем дел од овие одговори за најширокиот спектар на прашања, за современата очна диагностика и за иновативните хируршки решенија ќе ги добиеме токму на оваа јавна трибина на еден разбирлив начин. Токму затоа докторите и ги замолив ќе ни се обраќаат буквално и како на мали деца, се со цел да дознаеме колку е важна превенцијата, заштитата на овој орган од човековото тело кој што верувајте ми е навистина важен, и сите знаеме дека она што сакаме најмногу е се разбира да ги видиме сите оние убави нешта кои што не обкружуваат. Уште еднаш добре ни дојдовте. Добре ве најдовте. Благодариме на поканата да присуствуваме на ова убав настан. Ви благодарам и вам, докторке. Како што веќе споменав, денес со нас се двајца врвни експерти офталмолози, кои што со својот личен пример во рамките на специјалната очна болница Деница на најдобар начин не подсетуваат дека светските стандарди, најновите дистигнувања не се само во оние светски центри надвор од Македонија, туку напротив, може да се направат и кај нас на безбеден начин, на сигурен начин и се разбира да ни овозможат убаво да гледаме. Доктор Виолета Бучковска е еден од најеминентните офталмолози, хирурзи во државата, перманентно ги издигнува вкупните здравствени стандарди во Република Македонија, приближувајќи му ги на македонскиот пациент последните најсовремени трендови во оваа исклучително сензитивна област, а доктор Сашо Ѓоргиевски е офталмолог, диагностичар, кој што целото свое офталмолошко знаење и искуство го применува во рамките на специјалната очна болница Деница од нејзиното отворање до денес. И веднаш ќе преминеме на она што е најважно. Јас веќе споменав за некои статистики, меѓутоа се смета дека, замислете, околу 60% од луѓето имаат некаков очен проблем. Преку примерот со Македонија, знаете ли дека повеќе од 1 милион наши сограѓани имаат проблеми со видот? Предпоставувам дека и повеќето од вас тука и биле на офталмолог и веќе имаат можеби диоптери, веќе се соочуваат со некаков проблем. Истовремено науката тврди дека околу 80% од сите проблеми со видот се решливи, односно може да се надминат, па зошто и да не го направиме тоа? Дали сметате дека во оваа наша држава постои изразена култура за здравството, односно дека луѓето редовно посетуваат очен доктор, а истовремено ќе дознаеме и кои се стандардите во оваа превентивна смисла од аспект на времето кога треба да се посети офталмолог, како и кои се најчестите очни проблеми. Јас би започнала веднаш со доктор Виолета Бучковска. Доктор, ке повелете. Благодарам. Јас би се надоврзала на претходната дискусија. Ако велиме дека убавината е причина за среќата, тогаш здравјето е уште поголема причина за човечка среќа. Во однос на тоа колку се посетуваат и колку е здравствената култура во денешно време, можам да кажам дека од една страна медиумите, а од друга страна добрата желба на докторите да бидат на располагање и да учествуваат, било да е тоа во телевизиски емисии, било со своји текстови, да дадат допринос во списанијата. Мислам дека здравствената култура се повеќе се шири и се подига на едно повисоко ниво. Особено можам да ја пофалам по младата популација, може би заради можноста да се информираат на интернет и да се запознаат колку сериозни можат да бидат некои проблеми, така да мислам дека е еден позитивен тренд тоа што навистина здравствената култура е во еден постепен, но постојан континуиран пораст. Во однос на колку луѓето доаѓаат и кои се стандардите, за жал се уште постојат група на луѓе кои што некогаш ги занемаруваат симптомите кои што им се појавуваат, па сметаат дека ќе помине време и ќе се подобри состојбата, но сепак важно е да се знае дека секое намалување на видот или било каква симптоматологија ако се појави, треба веднаш да се дојде на очен лекар. Во принцип, човек кој што е здрав, кој што немал никакви проблеми со очите, веќе на 40-та година е сосема нормално да му се јави потреба од очила за близина. Значи, тоа е некој прв момент минимален, освен оние систематски прегледи што редовно нели ги организираат фирмите, но тоа е прва граница во однос на
возрастната популација, зборувам за здрава популација, кога би требало да дојдат на очен лекар, да им се одредат тие очила за близина и без исклучок да им се измери очниот притисок. Практично тоа е еден начин на скрининг за откривање, рано откривање на зголемен очен притисок доколку постои. Понатаму во однос на со каков ритам треба да се посетува офталмологот, зависи од возраста, но и од општата состојба на пациентот, односно дали има присуство на други системски заболувања кои што можат да се рефлектираат и на очното здравје. За жал е многу се почеста појавата, односно спуштање на возрастната граница кај појава на катарактата, така што тоа е една од причините кои што може да доведе до намалување на видот, но и повторно ќе кажам, постоење на диабет, постоење на хипертензија, постоење на болести на бубрезите, реуматски болести, значи сето тоа се состојби кои што можат да се рефлектираат на очите и во зависност од таа состојба така и се препорачува посетата на очниот лекар. Првата посета кога ќе се направи, потоа е докторот кој што го диктира темпото и ритамот на останатите посети на лекар во зависност од состојбата. Е сега би сакала и да споменеме дека не само за возрастните, очниот доктор е многу важен и за децата. Верувам дека кога станува збор за децата, доктор Сашо Ѓоргиевски е доктор кој што најмногу го сакаат и му веруваат токму малите пациенти. Па според достапните податоци, 25% од децата имаат проблем со видот. Не знам дали знаете, меѓутоа и дури и новородените бебиња на почетокот гледаат само сенки, а јасниот вид им се оформува подоцна. Па кажете ни, докторе, кога треба прв пат да се посети офталмолог, што најмногу треба да внимаваат родителите кога станува збор за видот на децата, кога веднаш треба да дојдеме? Така. Дечињата се наше најголемо богатство и се би направиле сигурно за нивното здравје, поготово за здравјето на очињата. Развитокот на видот, убаво кажавте дека дечињата од самото раѓање гледаат магливо. Тоа е од проста причина заради тоа што секое дете се раѓа со плюс диоптрија, која што во текот на годините доаѓа на нула, односно на еметропизација, на нормален вид на дечињата, и тоа се случува негде од прилика околу 6-та или 7-та година од животот. Меѓутоа, за жал, кај некои дечиња од непознати причини останува таа плюсна диоптрија и се јавуваат веќе најраните проблеми во смисла на појава на страпизам кај дечињата, односно разрокост, народски кажано. Првиот преглед, всушност, доколку имаме некој проблем, веднаш се воочува на самото раѓање или веднаш после раѓањето во смисла на таа разрокост, односно појава на страбизам, тогаш треба веднаш да се алармира, односно веднаш да се посети офталмолог, заради тоа што секоја навремена диагностика и секоја навремено лечење овозможува нормален развиток на видот. Доколку немаме никаков проблем, заради тоа што секоја година, односно секој период од развитокот на детето си има одредена патологија, доколку немаме никаква патологија, тогаш првиот преглед би требало да се направи околу 3-та година, од проста причина заради тоа што дечињата тогаш веќе се на некое ниво на соработка со нас, може да соработуваат со нас, така да доколку детето само ни дозволи да го прегледаме, ние ќе го прегледаме. Доколку не дозволува, тогаш со никаква метода не можеме да допреме до него и не можеме да направиме квалитетен офталмолошки преглед. Така да тука би го истакнал и оној пријателски однос помеѓу докторот и помеѓу детето, се со цел за да се овозможи тој пристап и да ни овозможи добар офталмолошки преглед. Наредниот преглед си има одредени протоколи кои што ни се пропишани од Америчката академија на офталмологија, кои што се хронолошки за преглед. Значи првиот преглед, доколку немаме никаков проблем, се прави околу 3-та година, потоа наредниот преглед е на 6-та година, наредниот е на 9-та година, понатаму наредниот е на 12-та година, кога веќе децата влекуваат во пубертет и има сосема друга патологија, односно појавата на онаа школска диоптрија, која што е прогресивна диоптрија. Понатамошните прегледи се во согласност, како што кажа доктор Виолета, во согласност од наодот.
Доколку има потреба, ние ординираме почести прегледи, доколку не, тогаш ги разредуваме прегледите. Потоа во адолесцентната возраст обично им сугерираме доколку имаат одреден проблем да се јават на офталмолог, доколку не, тогаш регулар офталмолошки преглед е барем еднаш годишно. До сега од сите мои пациенти, дали 1 или 2% доаѓаат чисто онака на регулар преглед. Дојдов доктор само да се прегледам, немам никаков проблем, само да видам дали е се во ред со мој точка. Да. Општо познато е доколку не боли, не одиме на лекар, а веќе кога ќе заболи, тогаш одиме на лекар. Не само кај нас во офталмологијата, туку секаде во медицината. Исто би сакал да ги поздравам порано тие систематски прегледи беа, првиот систематски преглед кај децата беше на 6 години, каде што доколку се увидеше одреден проблем со видот, тогаш веќе беше касно за било каква постапка за враќање на видот, заради тоа што видот нас ни се развива негде 6, 7, 8 година максимум. Така да се што би можеле да направиме е до тој временски период. Во поново време се запоздрав тие акции кои што се од одредени невладени издруженија или пак офталмолошки болници, каде што се сугерира систематски преглед дури во градинките, каде што на време се фаќаат дечињата кои што имаат проблем и тогаш на нас ни е многу полесно за да го решиме тој проблем до таа 6-7 година од возраста на детето. Сега верувам дека хируршките интервенции е она што сите најмногу не плаши, како некој во окото ќе ни направи некаков оперативен зафат. Верувам дека ќе се служат и сите кои што се денеска тука заедно со нас на овој панел. Кажете ни, докторке, кога станува збор за посериозни очни заболувања, најчесто ќе го слушнеме зборот катаракта, позната меѓу народот како старечко перде, а сега мене ми исплашивте со тоа што рековте дека веќе се јавува и кај луѓе со 40-та година, што значи дека треба многу навреме да ги вршиме овие барем превентивни прегледи и очни проблеми предизвикани од диабет. Диабетот во Македонија исто така е во пораст. Инаку според податоците, 200.000 наши сограѓани или 8% имаат катаракта, а приближно исте и бројот на луѓето во Македонија што страдаат од диабет. Што е тоа катаракта? За среќа, катарактата во денешно време не е веќе таква сериозна интервенција, благодарение на високите технолошки достигнувања кои што во офталмологијата се извонредно големи. Интервенцијата на катаракта е сведена на многу безбедна метода. Што всушност представува катаракта? Тоа е заматување на природната леќа. Во секое око постои леќа која што ги фокусира зраците од далечина и ги носи во точката за јасен вид, за да ние имаме чист поглед кон светот. Но со тек на годините и заради некакви надворешни и внатрешни влијанија од самиот организам доаѓа до заматување на леќата и до намалување на видот. Многу едноставно се лекува со ултразвучната метода која што во популацијата е позната како ласерска метода, но всушност тоа е ултразвучна метода. Значи се прави како еднодневна интервенција која што трае 10 до 15 минути. Се прави еден мал отвор на предната капсула на леќата, се растопуваат со помош на ултразвук тие заматени маси на самата леќа природна и на истиот простор на таа капсуларна врекичка што останува се вградува интраокуларна леќа која што во денешно време има можност да ја симне диоптријата, доколку постои диоптрија во окото, дури постои можност да се вгради леќа мултифокална, значи да не носите потоа очила ни за близина ни за далечина, но што е најважно во целата оваа ситуација? Најважно е, значи, прво да се направи добар очен преглед, да се види и задниот сегмент на окото, за да знаеме какви се очекувањата постоперативни, колку прецизен вид може да очекуваме, ако задниот сегмент на окото е здрав и во ред, и исто така е многу важно да не се задоцни со оваа интервенција,
заради тоа што колку е катарактата по-незрела, односно по-почетна, толку количеството на ултразвук кое што е потребно за да таа се разбие е помало и толку е влијанието на топлината кое што при тоа се ослободува врз самата рожница помало, значи помалку ќе трае постоперативниот оток на рожницата, побрзо ќе се постигне јасен вид и побрзо ќе се врати пациентот во својата кондиција нормална, било да е во работен век или ако станува збор за пензионери. Ние сите знаеме дека во денешно време е продолжен векот на живење, луѓето веќе и од повозрасната популација користат компјутери, значи имаат потреба за јасен вид без разлика на возраста, така што катарактата, веќе интервенцијата на катаракта не представува некаков проблем и се прави многу рутински како амбулантска метода. Докторке, колку време трае опоравувањето? Може ли еден човек кој што нели ќе треба подоцна претпоставувам и грижа од други лица за него, колку време се опоравуваме од овој оперативен зафат? Физичкото опоравување е многу кратко, значи веќе за една недела пациентите веќе и добро гледаат. Првите постоперативни денови бараат одреден режим во однос на апликација на медикаменти постоперативно и тоа малку ги врзува пациентите да бидат во домашни услови, меѓутоа веќе после 10 дена тие можат сосема нормално сите функции да ги обавуваат и да се вратат сосема во нормален живот со сите активности што ги имаат. Сега ќе ни кажете која е врската на видот со дијабетот и како истиот го третирате? Тука е малку покомплицирана состојбата, за разлика од катарактата. Дијабетот точно е тоа дека околу 150.000 жители во Македонија се регистрирани дијабетичари, но се смета дека уште еден голем број има такви кои што не се регистрирани и некаде околу 500 до 600 од нив се деца. Така што процентот со дијабетичната болест на окото е постојано во пораст. И многу е важно типот на дијабетот кој што го има пациентот и време траењето на дијабетот. Значи, тука постои една корелација меѓу време траењето и исто така е многу важна регулацијата на шеќерот. Значи, постои корелација во однос на пропаѓање на видот со време траењето и со регулацијата на гликемијата. Имаме пациенти кои што се добро регулирани, кои што си прават редовни контроли и кои што и покрај присуство на дијабетична болест од 30 на години имаат добар наод на очното дно, без промени на ретината, но има и такви пациенти кај кои што за жал преку промените на очите откриваме дека боледуваат од дијабет. И ние ќе ги прашаме, вие имате дијабет, ќе ни речат не, досега не сум имал дијабет, а веќе имаат промени кои што укажуваат дека најмалку 5 години имаат дијабетична болест. Така што тука е сликата многу разнолика. Значи, дијабетот има одредена своја еволуција во однос на промените кои што ги дава на очите. Така што тој е и поделен во зависност од стадиумите на развој во една непролиферативна фаза, препролиферативна и пролиферативна. Што тоа значи? Основната промена кај дијабетичната болест е една макро и микроангиопатија. На очите се случува значи една микроангиопатска болест. Страдаат малите крвни садови кои што во очите не комуницираат со други, туку се завршни, така што прво настанува нарушување на нивните зидови. Значи, квалитетот на зидовите на крвните садови се нарушува до тој степен што започнува едно зголемена пропусливост на течност во самата ретина, односно на очното дно. На тој начин доаѓа до нарушување на исхраната на ретината, нарушување на незината оксигенација и ретината како свој одбранбен механизам почнува да продуцира своји крвни садови, нови крвни садови, за да си помогне самата на себе. Но тие крвни садови го немаат истиот квалитет како нормалните крвни садови и при секое зголемување на крвниот притисок или зголемување на ниво на шеќерот, пукаат и можат да го исполнат окото со крв. Значи, имаме најразлична слика која што се јавува на очното дно и која што во зависност од стадиумите кои што ги спомнав треба и адекватно да се третира. Од конзервативно до медикаментозно и на крајот доколку тие фази се пропуштат и хирушки. И сега најголемиот проблем на сите нас тука, или сме пред телевизор, или сме на работа пред компјутер, дома на таблет, на
не знам, некое друго електрично помагало, исто така да не зборувам пак и за телефоните, веќе во кафулиња кога седиме, малтани да не зборуваме со говорниците, туку сите гледаме на телефоните, што значи дека статистички 6 часа поминуваме пред овие мобилни уреди, а тие се така наречени дигитално поттикнати заболувања на очите. Да не зборувам па за децата. Некако сите сме навикнати, ете, ако сакаме некоја работа да завршиме, еве, поиграј малку на таблет и слично, и децата едноставно стануваат се поголеми зависници, исто како и нас. Докторе, постои ли начин да се справиме со оваа состојба? Да, убаво кажавте, значи тоа е понова една патологија во офталмологијата од пред 10 години, која што е внесена како ентитет во очната патологија, се вика Computer Visual Syndrome. Меѓутоа не е само компјутерите причина за оваа работа, туку и телефоните, телевизорите, таблетите, сите тие спаѓаат во оваа група. За жал, модерната технологија оди многу брзо и многу напред и ние сме зависни од напредокот на таа технологија. Што се случува со очите? Голем број од луѓето проведуваат минимум 6 сати пред овакви уреди, најчесто се компјутерите, заради тоа што во текот на работниот процес сме врзани со компјутерите и затоа се вика овој Computer Visual Syndrome. Што се случува? Најголемиот проблем се случува со солзите, заради тоа што додека работиме пред овакви уреди, ние забораваме да трепкаме. Со самото тоа што ние забораваме да трепкаме, не се надополнува оној заштитен солзен филм кој што ни го штити окото помеѓу надворешната средина и помеѓу окото. Се сушат тие солзи и се стварат едни мали ранички на окото кои што допринесуваат за субјективни симптоми, како што се чешање, гребење, печење, црвенило, осет на песок во очите. Ова само по себе краткотрајно не представува некој проблем по окото, меѓутоа на подолги рамки би представувал проблем по окото. Како би можеле да се заштитиме? Има маркетиншки еден голем број на научари кои што се прокламираат дека не штитат од оваа работа, меѓутоа од оваа работа не штитат. Научарите кои што ни се како заштита за пред компјутер не штитат само од рефлексијата од мониторот и од она која што е плава светлина што ја продуцираат сега LED мониторите. Тоа се со посебен слој заштитен, се вика HMC, HSC, тие се антирефлексните слоеви или поновиот Blue Cut или Blue Control кој што е за таа плава светлина. Меѓутоа тука проблемот со трепкањето не ни го решава. Статистички гледано, ако око кое што не работи пред компјутер трепка 16 пати во минута, додека работиме пред компјутер трепкаме еднаш или 2 пати во минута. Ја тоа на пациентите им кажам, земете, снимајте се со телефон да видите како изгледате додека работите пред компјутер. Така да од таа гледна точка би можеле да се заштитиме или со почести паузи. Препорачано е на секои 2 сати на работа на компјутер, барем по 15 на минути паузи. Меѓутоа, истото тоа им го кажувам на пациентите, тие 15 минути не значи, ај сега да видам на телефонот што има ново на Фейсбукот. Туку тие 15 на минути значи гледање на далеко, односно да се релаксира мускулатурата која што имаме во окото и да се надополни тој солзен филм кој што ни фали што го губиме при работа на компјутер. Доколку не сме во можност ова да го направиме, тогаш постојат вештачки солзи кои што се со лубриканти и кои што подолго се задржуваат во окото и ни го држат подолго време влажно окото и на тој начин ни го штитат од овие субјективни тегоби како што се чешање, гребење, печење, односно не штитат од појава на овие ранички што се јавуваат на окото поради таа сувост на окото. Тие се тие препораки кои што се препорачани за овој синдром или евентуално почесто да трепкаме, што на никога не би му текнало. Убави совети ни дадовте.
Сега ќе ве охрабрам вас, сите што сте тука. Јас веќе пред да дојдеме на панелот ги искористив своите 5 минути, прашав што ме интересираше за моите очни проблеми. Ретко кога имаме можност да се сретнеме со вакви експерти како доктор Бучковска и доктор Ѓоргиовски. Дали има некој кој што можеби има некаков очен проблем, чисто сакате да прашате, да добиете некаков одговор, консултација, слободно ве охрабрувам, може. Ако е подготвен микрофонот, нека проциркулира, кој ќе крене рака, ќе може да постави прашање. Ке се пошегува малку, Јована, на пазар, кога сум одела по намирници за дома, сум слушнала дури и продавачот како сугерира. Ај пробај ги овие, значи дури и Па може добро ќе ти стојат. дури и трговците се експерти веќе во диоптрија. Ајде повелете. Проблеми во смисла на оштетување на видот не би имало. Сега тие така наречени пазарски наочари се доста ефтини заради тоа што ги увезуваат од Кина. Во суштина диоптријата е таа која што е напишана на самите помагала, меѓутоа тие се универзални, не се за секој човек, заради тоа што растојанието на зениците не е исто кај секој човек, така да ние го мериме тоа растојание, ги мериме диоптриската вредност на окото и потоа ги препишуваме наочарите и препишуваме соодветни наочари спрема возраста и спрема професијата која што ја има пациентот. Тие универзални наочари не би направиле некој проблем во смисла патолошки проблем на видот, меѓутоа субјективни тегови би правеле во смисла на главоболки, многу брз замор, проблеми при работа на компјутер, заради тоа што растојанието кое што го одредуваме ние за одредување на тие наочари е всушност во корелација со пациентот, односно спрема неговите потреби и спрема неговата професија и функционирање во текот на денот. И уште за докторката едно сериозно прашање кое што се однесува на оние луѓе кои што веќе имаат сенилна макуларна дегенерација без оглед на кој тип е, нели, дали влажна или сува, дали кај нив се изведува операција за катаракта, бидејќи знаеме дека и тоа следува со годините. Точно и како така. Тоа се прави кај вас? Да, значи, како што спомнавте, макуларната дегенерација може да се јави во две форми, како сува и влажна. Сувата е почеста, прогностички подобра, додека влажната, бидејќи оди со формирање на патолошки крвни садови, со формирање на крварења во точката за јасен вид, доведува до постепено, до трајно нарушување на централниот вид, на оној финиот вид кој што ние го користиме кога читаме, кога пишуваме и слично. Сега, катарактата често е асоцирана со оваа состојба заради самата возраст на луѓето кои што боледуваат од сенилна дегенерација. Тука има голем напредок во однос на лекувањето прво на самата сенилна дегенерација со појавата на така наречените анти-ВГФ агенции, односно лекови кои што се аплицираат директно внатре во окото и кои што доведуваат до намалување на отокот и до регресија, односно повлекување на тие патолошки крвни садови. Доколку катарактата кај ваквите очи е периферна или кортикална, значи ако се наоѓа на периферијата на самата леќа и го пореметува периферниот вид, тогаш има индикации да се направи хируршка интервенција заради тоа што пациентите кои што имаат макуларна дегенерација го користат точно тој периферен вид. И ако е суперпонирано со катаракта кортикална, тогаш се препорачува да се направи интервенцијата заради тоа што ќе им се подобри барем ноќното гледање. Периферниот вид генерално е наменет за ноќно гледање. Значи, тоа е оној вид со кој што ние недоволно јасно гледаме. Но доколку е катарактата нуклеарна, централна, заднополарна, значи ако се наоѓа на било кое ниво во центарот на леќата, тогаш и ако е незрела, ако е почетна, тогаш нема потреба да се прави ваква интервенција заради тоа што нема да има никаков ефект. Од една страна, а од друга страна и самата леќа, природната леќа има некаков филтер за ултравиолетовите зраци, односно за плавиот спектар од ултравиолетовите зраци, а и од она што спомна доктор Ѓорѓиевски, значи за плавата светлина на која што постојано сме ние изложени во секојдневниот живот, така што самата природна леќа е на некој начин заштита, односно филтер за таа плава светлина. Значи се прави интервенција по проценка на офталмологот. Да. Уште едно прашање. Да.
повелат. Благодарам. Леќите во боја се естетска корекција, да кажеме на некој начин. Тие леќи во боја се произведуваат или без диоптрија или само со диоптрија, меѓутоа без цилиндрична диоптрија, односно без астигматична диоптрија. Тие леќи, пак ќе кажам, тие се естетска, порано правеа одреден проблем кај пациентите во смисла на тоа што бојата беше директно изложена на допир во окото и можеше да предизвика одредени алергиски манифестации на окото кај одредени пациенти, не кај сите. Денеска се производството, односно технологијата на производство на овие леќи е пософистицирана, така да самата боја е интерпонирана во самата леќа, значи нема директен контакт со окото, така да денеска не сме противници за тој тип на леќи, доколку на пациентот му одговараат. Докторке, да додадете нешто? Би додала само уште тоа дека тие леки имаат една величина на зеницата која што е стандардна, која што не може да се менува и може да имаат проблеми при гледање навечер. Заради тоа што ја нема таа можност да се дилатира, тие имаат вештачка зеница на некој начин. Само тоа би го додала, инаку доколку се користат правилно, не подолго од 10 часа во денот, доколку нели хигиенскиот режим на нивно чување и сето тоа се запази, тогаш тоа задоволство може да си го приреди тој што сака. Да нема уште некое прашање? Прашањето ми е која е најдобрата возраст да се прави операција? Зборуваме за плюс или за минус, многу е различно. За минус. За минус. Значи, зборуваме, повторно ќе прашам за која возраст. Многу е важна и возраста. Моментално 22 години. 22? Во ред. Значи, предпоставувам дека ме прашувате за интервенција за симнување на диоптрија. Интервенциите за симнување на диоптрија се навистина вака многу добри, но секогаш треба да се направи прво, основно е да нема промена на диоптријата во последните 2 години. Заради тоа што порано се сметаше дека растот на диоптријата на очите е паралелен со растот на организмот, но во денешно време се покажа дека и над 20-та година и на 30 години луѓето имаат зголемување на минус диоптријата. Кај младата популација се сретнува. Значи, доколку сакаме да биде ефектот траен, значи треба да биде диоптријата во последните 2 години непроменета. Значи да нема прогресија на диоптријата. Тоа е едната ситуација која што треба да се запази, а другата варијанта е не возраста, туку наодот на очното дно, односно на периферијата на ретината. Заради тоа што кратковидните очи се всушност долги очи. Тие имаат големо предно-задна осовина. И баш заради нивната издолженост, сите структури нивни се истенчени, заради тоа што се развлечени. Така што на периферијата на ретината, кај овие состојби, често може да се најдат некакви дегенеративни промени, иако станува збор за млади луѓе, кои што можат да бидат и бенигни, но и малигни, условно кажано, значи да можат да доведат до појава на некакви пукнатини и дупки на периферијата на ретината, кои што потоа можат да се развијат во аблација, односно одлепување на ретината, која што е една доста тешка компликација, која што бара хируршка интервенција. Значи, секогаш треба да се направи преглед на очно дно во широка зеница, преглед на периферијата, значи, доколку постојат такви промени, тие да се изласерираат, тоа е ласер за ретина, не е ласер за симнување на диоптрија, и дури потоа да се премине на хируршка интервенција за симнување на диоптрија. Да, ја исто би додал дека се мери предниот дел на окото, значи дебелината на предниот дел, односно на рожницата, и тоа доколку ни дозволува, односно дали дебелината ни дозволува, заради тоа што ова естетска хирургија се прави на предниот дел на окото, се истенчува тој преден дел, доколку ни дозволува дека би можело да се истенчи до одредена мерка, тогаш може да се прави. Доколку имаме физиолошки потенок дел на предниот дел на окото, односно на рожницата, тогаш не се дозволува таква интервенција. Се надевам дека сте задоволна со одговорот. Имавме таму уште, ако не се лажам, уште 2 девојки што сакаа прашања да постават, повелете.
Само би додала уште на претходното прашање додека се појави нареден од аудиториумот. Сега се слушаме. Да. Дека може со интраокуларна леќа исто така да се симне диоптријата. И тоа постои како Доколку можност. не дозволува Доколку првиот, ова што кажа колегата, доколку другите параметри не дозволуваат лазерско симнување. Јас за детали да. потоа ќе ве упатам точно каде може да се обратите за дополнителни консултации, да слушнеме прашањето. Вака, сакам да прашам дали тиковите, односно посебно со едното око трепкање постојано, дали е тоа проблем од вашата сфера или тоа е некој психолошки проблем или нешто во тој стил? И при тоа, со тоа око, например, имам проблеми како што се инфекции или, например, кога ме болат синусите, тоа око ми е попотечено, има некогаш и некаков гној, имам посетувано офталмолог, но мислам дека тие тикови, како да кажам, дека тоа вика дека не е тоа проблем од нивната сфера. Ви благодарам. Повелете. Тоа трепкање на окото, да, тоа се тикови кои што настануваат како надразнување на одреден нерв кој што инервира кожата на капакот и тоа е како титрање на кожата на капакот. Во сфера на офталмологијата не е. Тоа обично се јавува при стрес, при замор, при нервоза, неспиење, понекогаш претерување со никотин, со алкохол, така да едноставно надразнување на тој нерв. Бенигна појава која што се смирува со текот на времето со пиење на Б-комплекс, односно на Б-витамини. А таа инфекција која што често ви се јавува, да, поврзана е со синусите. Обично окото ни е поврзано со носната шуплина, заради тоа што ни истекуваат солзите преку окото, преку тие солзни каналчиња во носот. Меѓутоа се има одредена заштита самиот организам во облик на една валвула која што е еднонасочна од окото спрема носот. Доколку таа валвула ни е малце оштетена или пак да кажеме е пократка од самото раѓање, имаме директна комуникација помеѓу окото и помеѓу носот, односно индиректно сите тие сапрофитни бактерии кои што се во носот се патолошки во окото и може да предизвикуваат почести воспаленија на тоа око, тоа унилатерално, односно еднострано, доколку се јавува, така да обично би можело да ви се појавува кога сте настинати или кога имате проблеми со синусите. Се надевам дека сте задоволна, да ги слушнеме и прашањата од тој дел таму. Можете уште еднаш да кренете рака кој сакаше да постави прашање? Добро, Елена, дејќи ако е тоа се кафе пауза ќе можат да ги прашуваат и се разбира. Но предходно нешто возбудува, тоа се подароците од специјалната очна болница Деница. Подаруваме колку прегледи? 5 прегледи за оние кои што се во моментов овде во нашата сала и кои што ги оставиле своите имиња, затоа ајде да почнеме. Милева Лазова, дали е тука? Ете, ја имаме првата добитничка, веднаш одиме со втората, или вториот, има и неколку господа овде. Елена Јовановска, тука е Елена Јовановска, одлично. Го влечеме и третиот добитник на бесплатен преглед во специјалната очна болница Деница, Димовска Светлана. Тука сте? Одлично, не мора, ќе ви ги дадам, јас ќе ги дадам кај докторите подоцна. И одиме со уште двајца, многу ми е драго што се во салата овие кои што се добитници досега. Ќе ми треба еден плюс. Ситно напиша. Танчева Славица. Покрупно да пишувате следен пат. И одиме со последниот добитник или добитничка. Ажда Агуш. Дали е тука Ажда Агуш? Да. Одлично. Супер. 5 добитнички, овие добитнички одат кај представниците на болницата, а вие веќе од утре можете телефонски да се јавите и да го закажете вашиот преглед, а каде да ги пронајдете ќе ни каже Елена.
Да, специјалната болница за очни болести Деница се наоѓа во наша близина на улицата Варшавска, број 6, во населба Тафталиџе, на околу 500 метри квадратни, наменски дизајниран, изграден простор, сместени се модерно опремени ординации, кабинети, операциони сали кои што располагаат со најнова технологија и апаратура со што се овозможува вршење прегледи и оперативни зафати кои се на ниво на најсовремените европски и светски очни болници. Јована, ќе ми дозволиш само што да кажам едно големо благодарам на експертите кои што беа денес заедно со мене, ми беше голема чест и се надевам дека им помогнавме на сите оние кои што беа заедно со нас на оваа панел дискусија. А сега за сите наши дами сакам да им откриам дека за многу кратко време ќе дознаеме кога и како да почнеме со нега која што е добра за нашата кожа, дали оние креми кои што се против старење на вистина помагаат, дали можеме да си наштетиме ако употребуваме такви креми, дали е добро да имаме со колаген или пак со витамини или не знам какви креми, ќе можете и вие многу да прашувате, ќе покажеме како се нанесува крема, ќе биде многу интересно, но за сето тоа ве поканувам да се вратите тука за некои 10 минути по нашата Нескафе пауза, кога следува панелот Кожата говори за вас. И се разбира, секој оној кој што не оставил свој имиња во куглата да го стори тоа, следуваат уште многу награди. Па ајде одморете.